Активистите го поздравуваат повлекувањето на владината одлука за спојување на концесиите за рудникот кај Иловица, но сега очекуваат истите концесии да се укинат бидејќи се одамна истечени. Велат дека за нив е горчлив момент инсистирањето на министерот Бектеши за нов рок од 4 години за комплетирање на документацијата, бидејќи нема правна основа за ова барање. А тоа објаснувањето што го кажа со судската постапка, тоа не држи, затоа што судската постапка се однесуваше единствено на првата концесија. Бидејќи првата концесија требаше да добие дозвола, а таа дозвола фактички не беа исполнети условите за добивање таа дозвола и на тоа се базираше земјаната концесијата. За втората концесија си е посебна правна приказна, која што никако не е афектирана од првата во правна смисла, така што 4 години што ги заговара Бектеши, може би и имале смисла доколку Евромакс се бунал на некакви пречки во најкасно во 2016, не во 2019. Бидејќи таа штоперица што ја кажуваше, почнува да тече од 2019. За Здрава Котлина двете концесии се мртви, а коментарите на концесионерот дека имал пречки за исполнување на условите се неиздржани, бидејќи тој не се жалел на такви пречки во предвидениот законски рок. Така што и двете се истечени и нема никаква логика да се дава нови рокови. Ако така правиме, тогаш сите концесии ќе траат бесконечно, секогаш ќе се ресетираат, ќе се враќаат и таков преседан не е можен, ниту со законите, ниту пак некаде во светската пракса. Концесионерот Евромакс пак вели дека ќе почека сите одлуки кои што се однесуваат на спојувањето на концесиите Иловица 6 и Иловица 11 за рудникот за бакар и злато Иловица да бидат јавно објавени. Потоа со правниот тим ќе правеле увид во аргументацијата врз основа на која се донесени. Бордот на директори во консултација со правниот тим ќе одлучел какви идни чекори ќе преземе, за да ги заштити своите права како инвеститор, велат во официјалното соопштение.